Централно издание на дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Комесарот Хан и европратениците вчера беа во Македонија. Излез од политичката криза да се бара институционално. Продолжуваат инфраструктурните проекти во Велес. Наскоро ќе се бетонираат 6 улици во вредност од 3 милиони денари. Во Велес денеска се одржа информативни сесии во рамки на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива во Македонија. Посредбата со лидерите од политичките парламентарни партии Јоханес Хан и тројцата европратеници преку соопштение го искажаа својот став. Бараат решавање на кризата да биде преку институциите. Граѓаните пак на масовни протести од пред собранието. На Хан му порачаа дека тие не ја прифаќаат тиранската платформа. Колку беше успешна средбата на Јоханес Хан и тројцата европратеници со лидерите на парламентарните политички партии, ден потоа нема конкретни информации. Заедничкото соопштение на Хан, Кукан, Флекенштајн и Вангел не содржи нешто што достега не беше кажано. Во следните неколку дена сакаме да видиме сериозно и одговорно државничко однесување на релевантните институции и да се овозможи брзо формирање на нова и цврста коалиција. Тоа е единствениот начин за враќање на патот кон ЕУ, кој што граѓаните го сакаат и заслужуваат. Во име на граѓаните, но каде беше граѓанинот вчера и зошто дипломатската четворка немаше време да седне на иста маса со дел од граѓаните кои пред собранието на Република Македонија дојдоа да покажат дека наметнатата тиранска платформа е неприфатлива. За Хан, Кукан, Фленкенштајн и Вангел значи ли нешто фактот што вчера беше 22-тиот ден како македонскиот народ е на улиците, протестирајќи со една единствена цел – зачувување на унитарноста на собствената татковина. Господине Хан, овој народ нема да си ја предаде татковината. Тука сме да ви порачаме дека барањето за прифаќање на тиранската платформа во Македонија е исто како да барате од САД да ја прифатат нуклеарната програма на Северна Кореја. Таквите барања се неприфатливи и тука нема компромис. За решавање на моменталната криза неодговорни се лидерите на политичките партии. Тие посредбите со Хан рекоа дека се подготвени за изнаоѓање на брзо решение. Ги информиравме околу сите политички случувања во земјава. Комисионерот Хан и тројцата европратеници изразија заинтересираност, огромна заинтересираност околу сите случувања и побара изнаоѓање на можности како да се надмине ситуацијата. Заедно се согласивме дека единствена можност за да се излезе од оваа криза е институционалниот пат, а не патот на институциите. Секој ден изгубен е на штета на македонскиот народ, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев, додека пак од најголемата македонска политичка партија ВМРО-ДПМН, посредбата со став, расчистени се дилемите кои се однесуваат на создавањето на лажна перцепција за чинителите во политиката. Се договоривме дека процесите мора да бидат обрзани. Секој ден изгубен за Македонија е изгубен за сите граѓани и за европските перспективи на Република Македонија. Секако, образувањето на процесите не значи дека треба да престанеме да бидеме внимателни за сите овие провокации што се случуваат од другата страна, но едно е јасно, мора да побрзаме. Ние остануваме на нашето внимателно насочување на демократските процеси во државата. Веќе е презентирана програмата на идната влада и очекуваме да овој процес заврши овде. И она што уште поважно беше за нас, да ги истакнеме како приоритет политичката стабилност и економскиот напредок на Република Македонија, кои што зависат од почитувањето на волјата на мнозинството од македонскиот народ, на политичката волја на мнозинството од македонските граѓани, која што треба да биде почитувана и во парламентот, и во владата, и надвор на улиците,
и секаде каде што народот има суверено право да одлучува. Деновиве пред нас ќе го дадат одговорот дали кризата ќе се реши брзо или во Македонија политичката криза ќе има и подлабоки корени. Единствени во своите изјави се граѓаните, кои велат дека ништо што е антидржавничко нема да ја помине црвено-жолтата линија, символот на поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протестите во Велес од ден на ден се помасовни. Велешани со поддршка за зачувување на унитарноста на државата. Тие силна поддршка упатија и до председателот Ѓорѓе Иванов, а пораки упатија и до еврокомесарот Јоханес Хан да не ја крои судбината на туѓа држава. Велешани вчера вечер масовно се собраа за да дадат поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие силно се спротиставија на албанската платформа и дадоа поддршка за зачувување на унитарноста на државата. Воедно упатија и пораки до еврокомесарот Јоханес Хан да не ја крои судбината на туѓа држава. Господине Хан, одовде сакам да ви упатам еден поздрав дека оваа граѓанска иницијатива, овие кротки и мирни сплотени граѓани не се подгревачи и иницијатори на тензии и немири како што не нарекувате. Но одовде апелирам и ви потенцирам. Немојте да донесете некои идеи и одлуки со кои вие ќе станете подгревачи на тензии. Овој мирен и сплотен народ и денеска ќе му докаже на светот и на Македонија дека е за унитарна Македонија. Велешани силна поддршка упатија и до председателот Ѓорѓе Иванов. Тие велат, Иванов не го дава мандатот на политичари кои не се откажуваат од платформата. Иванов нема да дозволи некој да ја распрчи и уништи македонската држава, порачаа Велешани. Вечерва одовде да порачаме дека не се согласуваме да се промени нашиот устав. Не се согласуваме да се промени македонското свето знаме и нема да дозволиме промена на нашата химна. На ова знаме ние му се поклонуваме. На оваа химна со почит и гордо стоиме. Тие се нашиот белег, тие се нашиот аманет. Не ги менуваме. Велешани вчера вечер по 20 пат покажаа како се сака и брани татковината. Велат дека на улица остануваат се до отфрлање на така наречената тиранска платформа. А нови пораки за единство и сплотеност вчера вечер беа испратени и од Неготино. Граѓаните се почесто се приклучуваат кон граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и ја даваат својата поддршка. И тие велат дека ќе останат на улица се до отфрлање на тиранската платформа. Историјата покажала и докажала дека нашиот народ и да го курнеш и да го притискаш, тој одново никнува и обстојува. Евене, тука сме силни и непобедливи, рече пред присутните граѓани на Неготино ќерката на Косте Волкановски, еден од бранителите кој што загина во конфликтот во 2001 година. Павлинка Волкановска-Атанасовска на почетокот од говорот се потсети на кобниот ден кога и била соопштена веста за загинувањето на незиниот татко. Го пречекавме јас, мајка ми, брат ми, сите, целиот град. Знам јас дека се сеќавате на тој ден, на пристигнувањето на мојот татко, но тој пристигна во ладен и железен ковчег. Тој загинал во подмолен напад на тогашните членови на терористичките групации како Ана и Она, УЧК, а сега платформисти. Истиот тој, татко ми, од самиот почеток, уште кога почна конфликтот во Танушевци, само еднаш си дојде дома, а тоа беше вечерта 20 мај, кога брат ми славеше матурска вечер. Тогаш рече, сето ова е режија, од секој град ќе има жртви, а ќе дојде ден кога ќе не натераат да учиме и зборуваме на албански. Сега се плашам, продолжи Волкановска-Атанасовска. Не сакам да се повтори 2001 година. Доста е крв и плач на ова мало парче земја. Тогаш бев дете и плачев за татко ми. Сега и јас имам дете и не сакам и тоа да плаче за татко му. Доста е, време е за сплотеност. Време е да покажеме кој е свој на своето, да бидеме единствени како никогаш досега. Ако сега се поделиме, ќе изгубиме се што нашите предци создале.
Овде сме и ќе истраеме. Ќе докажеме дека токму ова парче земја, овој народ и овој јазик е она што ни значи. Она за што сме се бореле, се бориме и ќе се бориме, рече Волкановска Атанасовска. Затоа, наша заедничка и во овој момент единствена цел е сите заедно да се спротивставиме на ваквите погубни политики. Сите заедно да кажеме не за разнебитување на нашата татковина. Ова е момент кога ние и само ние може да се избориме и да го сочуваме сето она што нашите предци, нашите татковци го стекнале и платиле со својот живот и својата младост. Да останеме вечни, да си го чуваме јазикот и писмото, да си ги задржиме идентитетот и суверенитетот, да ни остане името македонско и да не дозволиме ситни души да ни го продадат она што со векови, со мака, со труд и со многу крвопролевање е градено. Од името на фудбалерите и управата на фудбалскиот клуб Вардар се обрати Трајче Недев, кој рече дека граѓаните испраќаат јасна и гласна порака до еврокомесарот Хан. Погледнете ја најновата анкета на Институтот за политички истражувања, каде што над 80% од граѓаните на Македонија се изјасниле дека се против двојазичност на територијата на државата и сече ви стане јасно. Друг избор и друга држава ние немаме. Македонија е една и единствена. Никогаш нема да заборавиме дека нашите предци со крвави букви ја испишувале историјата на овој народ, а наша должност е да го зачуваме тоа што тие ни го оставиле, порача Недев од мирниот граѓански протест во Неготино. Во рамки на проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива, денеска во Велес се одржа информативни настани кои се однесуваат на законската регулатива и правната усогласеност која ги засега малите и средните предпријатија. Подобра усогласеност на бизнисот со законската регулатива и нивно имплементирање и детектирање е целта на инфосесиите кои ги организира Стопанската комора на Македонија. Честите промени на законите во последните неколку години и брзото менување на регулативите се најголемиот проблем за микро, малите и средни предпријатија во Македонија, вели Јадранка Ризанковска, виш советник од Стопанската комора. Покрај тоа што ќе им помогнеме на малите и средни предпријатија, целта на проектот е исто така да ги зајакне и капацитетите на самите комори, да можат што побрзо и што поадекватно да одговорат на барањата на малите и средни, односно целта е информирањето на малите и средни и некаква советодавна помош во првичните нивни моменти да може да ја добијат од стопанските комори. Развивање на ваучер систем е следната цел на Стопанската комора, со која директно ќе им се помогне на компаниите, вели Ризанковска. Со посредство на консултанти, односно експерти, кои директно ќе работат со нив за имплементација на одредени законски решенија или финансиски решенија со кои имаат тие проблем, за да може полесно да ги имплементираат во правилна насока. И повторно ќе повторам, значи целта на овој проект е да го намалиме процентот на казни кои се изрекуваат према малите и средни предпријатија кои резултираат од неправилно имплементирање на самите регулативи. Правата и обврските од законите за даночна и царинска политика, животна средина и урбанизам се клучните проблеми со кои се соочуваат малите и средни предпријатија, вели Тамара Тодоровска, представник од Епицентар Интернационал, додавајќи дека истите ќе бидат тема на инфосесиите. За таа цел имаме ангажирано експерти кои што добро ја познаваат областа на овие три теми кои што ќе ги покриеме. Се надеваме дека со ова ќе постигнеме подобра информираност на фирмите и дека ќе успееме да го намалиме степенот на казни со кои што во моментот се соочуваат. Добрата комуникација помеѓу Стопанската комора и стопанскиот сектор дава позитивни резултати. Токму затоа и имплементацијата на овој проект ќе помогне во побрзо детектирање на проблемите и нивно решавање, вели Ѓорги Чадиев од регионалната Стопанска комора. Во контактите со Стопанската комора и регионалната, кои имаме средбите со стопанствениците од Велес, ние секогаш гледаме дека има редовни проблеми што се појавуваат во нивното работење. Ова е еден од начините да се запознаат стопанствениците со решавање на
на секојдневните проблеми. Инфосесиите се дел од проектот на УСАИД што го спроведува Епицентар Интернационал Скопје во партнерство со Стопанската комора на Македонија, Комората за информатичка и телекомуникацијска технологија АМАСИТ и Стопанската комора на Северозападна Македонија. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денеска на пресконференција информираше дека продолжуваат активностите за подобрување на инфраструктурата во Велес. Наскоро ќе се бетонираат 6 улици во должина од 950 метри во вредност од 3 милиони денари. Наредните денови ќе започнат подготвителните градежни работи за бетонирање на улиците Андреа Дамјанов, Родна Ивева и дел од улиците Славе Петков, Сараевски и Орце Мартинов, а ќе се работи на бетонирање на пристап кон населбата Превалец. 6 позиции на кои што ќе се реализираат активностите се со вкупна должина од 950 метри. Инвестицијата е околу 3 милиони денари, рече денеска на пресконференција градоначалникот Славчо Чадиев. Значи, средствата се предвидени секако од буџетот на општина Велес, во дел само од циментирањето на, односно кај што ќе се работи со циментот. Денови ќе ги потпишеме договорите кај што ќе почнеме да асфалтираме и каде што ќе почнеме да работиме со бехатонски елементи. Значи, истовремено општина Велес во наредниот период ќе изведуваат активности во населеното место Горно Оризари, значи ќе се монтира нова водоводна линија во должина од 200 метри за ново изградените објекти кои што се ставени, ќе ги стават луѓето веќе во функција. Градоначалникот Шадиев вели дека во изминатите 4 години локалната власт реализирала околу 120 проекти. Сите имаат една цел – подобрување на инфраструктурата. Во изминатите 4 години општина Велес наметно силно темпо на работа кога е прашање средувањето на инфраструктурата во нашиот град. Еден од основните приоритети на локалната самоуправа е да се работи на сите делови во градот, во сите градски зони, но исто така и во населените места на градот. Нов асфалт добија 5 регионални и магистрални делници како и 13 улици. Бетонирани се 44, поплочени 15 улици или делови од нив. Изградени се Величадиев, 2 нови кружни тикови, 1 пешачки мост и целосно реконструиран мост од Гемиџии. Вчера околу 18 часот и 20 минути на улицата Благој Ѓорев во Велес се случи сообраќајна незгода во која 17-годишник управувајќи мотоцикл Херц 200 см кубни без регистарски ознаки изгубил контрола над истиот и удрил во бетонски ѕид. Во незгодата возачот и неговиот 17-годишен сопатник се здобиле со тешки телесни повреди. Со возило на итната медицинска помош биле пренесени во јавната здравствена установа во Велес, но поради сериозност на повредите, возачот бил пренесен на Карил во Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Велес. А следната информација вие донесуваме од Кавадарци. Имено 29-годишен кавадарчанец се здоби со кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 10 овој месец пријавениот по претходен договор во својот дом за износ од 400 денари му продал 0,25 грама хероин на АН од Кавадарци, која веднаш потоа ја употребил. А денеска се одбележува Светскиот ден на водата. Испитувањата покажуваат дека велешани пијат чиста и квалитетна вода. Надлежните велат дека квалитетот на водата редовно се контролира. Тие упатија и апел до граѓаните рационално да се користи водата за пиење. Денеска се одбележува Светскиот ден на водата. Велешани пијат квалитетна и бактериолошки исправна вода. Ова го покажуваат испитувањата кои се вршат секојдневно во лабораторијата на јавното комунално предпријатие Дервен, но и во Заводот за здравствена заштита. Од таму велат, квалитетот на водата редовно се контролира. Велес е една од ретките општини каде што водата за пиење е со многу добар квалитет, што се должи на модерниот процес на обработка на водата за пиење во фабриката. Значи, пред се работи за процесот на озонирање,
Велес е една од ретките општини во регионот каде што има ваков процес на обработка на водата и тој допринесува за добар вкус на водата и добар квалитет на водата. Рестрикцијата на вода за пиење е веќе минато. Со пуштањето во употреба на хидросистемот Лисиче, овој проблем е надминат. Велешани во континуитет имаат доволни количини вода за пиење, вели Андреевска. Велешани знаат како беше во изминатите години пред да биде пуштен во употреба хидросистемот Лисиче. Годините кога имаше рестрикции на вода за пиење се веќе минато. Од 2009 година па наваму, градот Велес се снабдува со вода за пиење преку хидросистемот Лисиче. Така што рестрикции на вода повеќе нема. Локалната самуправа прави напори квалитетна вода за пиење да има до секое населено место. Што се однесува за квалитетот на водата, досега се согласно тоа со работка со Центарот за јавно здравје се оди во безпрекојен ред, но да кажам дека во моментов се работи пречистителната, односно препумпната станица на релацијата, кај што е веќе поставена водоводната линија во местото Трпезица. Надлежните со апел до граѓаните рационално да се користи водата за пиење. Велес и понатаму останува една од водечките општини по квалитетот на водата, која се дистрибуира преку водоводната мрежа до крајните потрошувачи. Стамбените згради К2 и К3 во Велес се наоѓаат во катастрофална состојба. Немаат вентили, спојки и црева, а на едно место е пресечена и хидранската цевка. Командирот на територијалната противпожарна единица Јупчо Лепидовски по барање на куќниот совет ги посети овие две згради и според него подигнувањето на свеста кај станарите е дел од решението. Хидрантите во стамбените згради К2 и К3 се во катастрофална состојба. Немаат вентили, спојки и црева, а на едно место е пресечена хидранската цевка. Противпожарните скали се преполни со отпаден материјал. Ова е сликата на која најде командирот на територијалната противпожарна единица Љупчо Лепидовски, кој изврши увид во овие згради, а на барање на председателите на куќните совети. Видовме многу страшна слика на сето тоа, ради тоа што граѓаните самите допринесуваат безбедноста да им е загрозена. Тоа значи дека противпожарните скали се преполнети со отпаден материјал, што тоа го имавме во соработка со ДРВЕН да бидат изнесени, да бидат собрани, односно одстранети од самите скали, за да може у дадена ситуација при настаната елементарна непогода да може самите станари да се излечат, односно да се спасат. Подигнување на свеста кај станарите е дел од решението, вели Лепидовски. Идејното решение е заеднички да превземат мерки, односно санкции, да ги поправат хидранските мрежи и да ги отстранат непотребните материјали што се веќе ван употреба. Значи тоа се изнесени од нивните станови и стоат во самите ходници, односно на самите лесвици, што не може да допринесат за евакуација. Лепидовски информира дека во зградите не е извршено и мерење на гробомбранската инсталација, што би можело да биде проблем. Станарите побараа средба со представниците на противпожарната единица и побараа помош. Инициираме исто така со дел од станарите од К2 и од моја страна и од наша страна, мислам, да се исчисти и скреницата која што е позади мене. Тоа е останат уште од пред 17 години направена, која има полна со вода и таа вода влегува во темелите на двете згради. Посебно на К2. Станарите од зградите во моментов собираат потписи за петиција која ќе ја достават до општина Велес и ќе побараат решавање на проблемот. Во меѓувреме останува да го соберат сметот од пожарникарските скали и да ги поправат хидрантите. Заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за надворешни работи Никола Поповски денеска учествува на состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на глобалната коалиција за борба против ИСИС, која се одржува во Стейт департментот во Вашингтон. Вести од Македонија. Заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за надворешни работи Никола Поповски на покана на државниот секретар на САД Рекс Тилерсон ќе учествува на состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на глобалната коалиција за борба против ИСИС, кој се одржува во Стейт департментот во Вашингтон.
Министерскиот состанок има за цел да се поттикне интензивирањето на меѓународните напори во борбата против исламската држава во одделни области во Ирак и Сирија, кои се уште се под нивна окупација, и да се зголеми притисокот и да се ограничи нејзината мрежа на функционирање, се вели во соопштението од Министерството за надворешни работи. Во рамки на посетата, министерот Поповски има и бројни билатерални средби. Народна банка на Република Македонија воведува електронско банкарство за извршување на платниот промет со странство за потребите на државата и државните органи. Услугата ќе биде достапна од идниот месец, а целта е поквалитетни и поефикасни услуги, како и заштеда на време, човечки и материјални ресурси кај државните институции, соопштуваат од НБРМ. За промоција и запознавање со предностите на електронското банкарство во изминатиот период во рамки на Народната банка беа организирани презентации на кои присуствуваа околу 260 представници од над 90 државни институции од централната и локалната власт. Учесниците на презентациите беа запознаати со функционалностите на системот кој овозможува побрз проток на документи и информации преку електронско доставување на налози за плаќање кон странство, електронско известување за пристапни приливи, како и електронско доставување на барања за подигање и враќање на готовина, информираат од Народна банка на Република Македонија. Услугата нуди и поповолни натоместоци за електронски доставени налози во однос на хартиените налози. Со реализацијата на овој проект Народна банка ја потврдува заложбата за дигитализација на домашната економија како стратешка определба на Република Македонија за приближување кон Европската унија во оваа област, стои во соопштението. Стотици турци минатата ноќ излегоа на улиците ширум земјата, откако на социјалните мрежи беше објавено дека во Анкара е во тек нов обид за воен преврат. Поголема група луѓе се собраа пред председателската палата Бештепе во Анкара. По ваквите собири се огласија повеќе владени представници кои ги повикаа граѓаните да се вратат во своите домови. И покри ваквите повици, десетици лица останаа пред председателската палата до раните утрински часови. Останатите вести од светот во продолжение. Медиумите во Австралија јавуваа дека во државата привршува програмата за преселба на 12.000 бегалци од Сирија и од Ирак. Според Камбера, околу 10.000 луѓе, најголем дел од Сирија, кои претходно биле сместени во кампови на Блискиот Исток, веќе пристигнале во Австралија со постојано место на живење. Останатите 2.000 добиле известувања за одобрени влезни визи. Во септември 2015 година, тогашниот премиер Тони Абот го објавил планот на Австралија за прием на 12.000 бегалци. Покрај овој план, Австралија секоја година од други држави прифаќа над 13.000 луѓе, како што јавуваат тамошните медиуми. Во период од 2018 до 2019 оваа бројка ќе биде зголемена. 18.750 луѓе својот нов дом ќе го создаваат токму во Австралија. Грчкиот весник Танеа пишува дека невработеноста во Грција достигнала рекордно ниво. Податоците на Агенцијата за вработување покажувале дека во јануари бројот на невработени се искачил на 1.089.989 лица. Еден месец подоцна невработеноста пораснала и изнесува 1.095.866 или дневно без работа останувале 255 луѓе. Зголемување од 10% било забележано и кај отказите од работа. 6 од 10 работници биле со мизерни заработувачки. Над 1,2 милиони вработени добивале плати со задоцнување од 3 до 12 дена. Денеска имаме сончево и топло време со температура од 17 до 26 степени. Утре не очекува слично време со температура до 27 степен. Графичкиот приказ во продолжение.
Тоа беше се во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за довербата. Пријетно.